Вака заврши оваа иницијатива на владата за носење закон за амнестија. Со 66 гласови против и само 15 за, собранието не ја усвои потребата за носење на ваков закон по скратена постапка. Пратениците не ги предомислија ниту фотографиите од условите во затворите што пред гласањето им ги подели министерот за правда, ниту неговото образложение зошто има потреба од вакво законско решение. Основна цел за носење на овој закон е алармантната состојба во затворите, лоши услови и многу затвореници. Вакви препораки и констатации се дадени од многу релевантни институции, затоа е иницирано ова законско решение. Логан ја криеше разочараноста затоа што предлогот за носење закон по скратена постапка не помина. Гледа политичка позадина. Значи, денеска Македонија по неправедна држава од вчера. И тоа и насловот, и тоа и епилогот од ова денеска што се случи. И за жал, јас ја гледам ова како одмазда за неподдршката од моја страна и на мојата политичка партија за измените на кривичниот закон. Лога е кадар на Алијанса за албанците. Дали ова значи дека има можност за партијата да ја напушти владината коалиција? Не. Кажав и тоа. Има некаква криза во владината коалиција со ваквите постапки, вие гледате во ова осветување за оно што... Добро, значи ако сака да игра на тоа ниво, нема никаква криза. Значи тоа што го кажав и во почетокот, дека денеска Македонија по неправедена ова држава од вчера и продолжуваме понатаму. Значи денеска не се прифати предлогот за да биде поскратена постапка. Така да јас пак ја повторам постапката, редовна постапка. Ако сакат дежаву, пак ќе има тоа можност уште една да гласат за оваа работа. Најави дека веќе во наредните денови пак ќе иницира предлог за носење на законот кој меѓу другото предвидува целосно ослободување на лицата осудени на затворски казни до 6 месеци, а осудениците кои со правосилна пресуда се осудени на затворски казни поголеми од 6 месеци да се ослободат од издржување на 30% од вкупната казна. Законот не ги опфаќа тешките кривични дела. Опозицијата во пресред на денешното гласање најави дека ќе го блокира усвојувањето на предложениот закон со поднесување амандмани, а ако законот се однесува и на осудениците од случајот Монструм, амандмани најави и владеачкиот СДСМ. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.